Почитувани гледачи, ви благодарам што сте и денеска со нас во ово ново издание на 24 за животот, во кое што оние кои ме следите на социјалните мрежи и оние кои ја следите редовно емисијава, знаете дека што ме гледате со сако и со кошула, автоматски станува збор дека во студиото имаме дипломатско лице како гостин и токму денеска ќе разговараме со незината екселенција амбасадорката на Република Србија во Република Македонија, Душанка Дивјак Томич. Амбасадорке, добре дојдовте. Hvala lepo, hvala na pozivu. Во помош со толкувањето од српски јазик ќе ни помага колегата Горан Крстески. Амбасадорке, на почеток, за да не губиме многу време околу други работи, може ли само накратко да ги оцениме односите меѓу Македонија и Србија, со оглед на тоа дека станува збор за две држави кои што имаат испреплетена современа историја, па и не само современа, но и тесна соработка имаме па на скоро сите полиња кои што се однесуваат на дипломатијата. Дали целата ситуација во која се наоѓа денес Република Македонија влијае на односите за влошување нивно или напротив создава еден погласен аларм за тоа да Србија направи подобрување на билатералата, односно Македонија и Србија направат подобрување на билатералата помеѓу двете држави? Prvo hoću da kažem da poznato je, mislim to već više puta i ponavljamo, i ne samo ja, nego naravno i svi predstavnici zvaničnici Republike Srbije. Официјално лице на Република Србија дека Македонија и Србија се многу блиски држави. Пред се народите се блиски, ние сме можеби најблиски од сите балкански држави со оглед на тоа дека немаме проблеми ниту со јазикот, заедничка ни историјата, културата, традицијата и така натаму. Така што тоа е еден голем кредит на кој ја градиме и денешните современи односи. Македонија за Србија секако е многу важен сосед, непосреден сосед и сигурно дека се што се случува во Македонија дека има определени рефлексии во Србија и со толку повеќе што просторот е мал и што припаѓаме на еден регион кој навистина се труди да излезе од периодот на кризи, ozbiljnih nesuglasica периодот на сериозни несогласувања и да застане на патот на стабилниот развој и стабилниот мир. Pogledu naravno mnogo znači to da smo i imamo i zajedničku orijentaciju, stratešku имаме заедничка стратешка ориентација кон членството во Европската унија. Naravno da u tim odnosima za nas veoma važno da je Makedonija stabilna država. To nije samo važno za Srbiju kao neposredan sused, to je važno za Balkan. Svaka pojedinačna država da bude sigurno da situacija situacija u Makedoniji da nije dobra pre svega za Makedoniju, za makedonski narod, a nije nešto što bismo i mi kao susedi, kao prijatelji bi sakale da se продолжува, туку напротив да се реши Македонија што побрзо да се фокусира на она што е суштината, а тоа е напредокот, подобриот живот на народите, економскиот развој и така натаму. Во делот за кризата за Македонија и погледите и извештаите за напредок на Европската комисија, ќе се навратиме малку подосна во текот на емисијата. Во однос на билатералата, на дипломатските односи меѓу Македонија и Србија, многу често се случува да се искомплицираат одредени сегменти поради дипломатскиот однос кој што Македонија го има со Косово. Особено пред изминатиот период, Македонија гласаше за, односно се изјасни позитивно за ставање на Косово на дневен ред на УНЕСКО, впрочем каде што би требало да се направи заштита на одредени културни наследства и слично. Што значи ова за Србија? Дали Србија би го преиспитала својот став кон Македонија во овој случај, бидејќи ќе отвори многу други прашања кои што се не само на билатералните односи меѓу Македонија и Косово, туку и Македонија, Србија и понатаму? Pa kao što sam rekla, za nas je veoma važno. Rekao, za nas je mnogo važan segment na odnosite со Македонија како непосреден сосед. И во тој контекст moram da priznam дека фактички имамо во нашите односи кои се навистина на многу добро ниво, во секое ниво,
и на политички, економски, културен и така натаму. Постојат определени работи каде што не се согласуваме. Едно од тие прашања, суштински прашања и признавањето на едностраното прогласување на независност на Косово, кое за нас и понатаму е противно е наравно и резолуција 1244. Противно на резолуцијата 1244 на Советот на безбедност, која се уште е во важност, а од друга страна мислиме дека е едноставно нелегално. Отцепен е еден дел од територијата на Република Србија. Меѓународните околности се такви, што моравме да прифатиме, а нашиот интерес е токму стабилноста на Балканот, низ диалог да се решат многу прашања, да се подобрат односите меѓу српскиот и албанското население, бидејќи понатаму ќе живееме, сме живееле со векови заедно. Во тој контекст е и подпишан Брицелски договор, кој е една важна рамка, меѓународна рамка, секако со помош на Европската унија, каде што настојуваме на дневен ред да ги ставиме сите важни прашања, кои што се во интерес пред се на граѓаните на Косово, на селението што живее таму. И во тој контекст настојуваме да поболшаме услови живота, подобраме условите на животот, кои што за жал се уште не се добри, пред се за преостанатото српско население кој што живее во Косово, од 10 општини кои што не се ни целосно поврзани, никои од нив представуваат вистински оази. Што се однесува на односите со Македонија во контекст на ова признавање, ние настојуваме, свесни сме и се договоривме дека имаме различни ставови во врска со тоа прашање, но исто така дека тоа не би смело да биде пречка и препрека во развојот на нашите односи, така се однесуваме веќе со години назад. Се надевам дека така ќе биде и понатаму. Сигурно дека ова одлука на Македонија да гласа во прилог на членството, тоест за иницијативата Косово да се прими во членство на УНЕСКО, не е нешто што можеме да кажеме дека во интерес на Србија, не сигурно дека не е, бидејќи според нашето длабоко верување сметаме дека Косово од многу причини, и правни, и морални, и секакви други, не ги исполнува критериумите да стане членка на една агенција на Обединетите нации како што е УНЕСКО. Во тој контекст посебно морам да нагласам дека е многу евидентен факт дека 15 години откако Косово е под патронатот на Обединетите нации со образувачката резолуција 1244 на Обединетите нации, многу културни историски споменици на србите и имот на Српската православна црква е уништено, некои неповратно, тоа се бисерите на средновековната уметност кои што припаѓаат на современата цивилизација, не само на нас србите, за кои представува гордост и олицетворение на идентитетот и суштина на нашиот идентитет, туку и на современата цивилизација на Европа и на светот. И го вреднува тоа како споменike iz prošlosti. Споменици од минатото. Еден број цркви и манастири под заштита на УНЕСКО. И лицемерно е на некој начин да Косово стане членка на УНЕСКО, а во исто време никој за 15 години на Косово да не е процесуиран за вандализам, за вандалски чин, и тоа културно наследство е уништувано на србите и на Српската православна црква, меѓу кои да речеме 4 големи објекти кои се навистина ризница на културата од средниот век, како што е Печката патриаршија, Грачаница,
Црквата на Богородица, кои што се наоѓаат на списокот на загрозено културно наследство на Косово и Метохија. Од кого е загрозено? Затоа нашата иницијатива, тоест нашата желба, и тоа настојуваме да го објасниме на државите на членки на Обединетите нации дека ова прашање, дека односите меѓу албанците и србите, меѓу Белград и Приштина, треба да се регулираат, да се нормализира процес на преговори во Брисел, и дека ова прашање е едно од суштинските на србите, треба да биде на дневен ред на текот на овие преговори. За жал, до сега тоа никогаш не било на дневен ред, и токму тоа е основната причина зашто ќе бараме одложување на расправата во врска со членството за некое друго едно време, да им се даде шанса на преговорите и низ преговорите во Брисел, секако со помош на Европска Унија, да се дојде до заедничко прифатливо решение. Тргајќи ги настрана, значи, комплицираните дипломатски односи, да речеме, не е секогаш така во историјата, особено не во модерната историја. Неверојатно туку поради случувањата со природни катастрофи, имавме можност да воочиме огромна хуманост помеѓу македонските граѓани кон српскиот народ, која што хуманитарна помош и тој период на помагање вие го доживеавте многу емотивно дури и пред самите медиуми. Може ли малку повеќе околу тоа, бидејќи вие потоа доделувате благодарници и слично, од огромна благодарност поради тоа што зазеде огромни размери на амортизација, впрочем, на народот да помогне? Знате, тоа е стварно еден од највпечатливите примери. Тоа е наистина еден од највпечатливите примери колку сме блиски меѓусебно. Тоа беше една акција која што јас навистина емитивно ја доживеав, бидејќи многу ме трогна на кој начин спонтано така голем број луѓе, како луѓето во Македонија реагира. Тоа е нешто што ќе остане во нашето траен спомен, и тоа секако е дека амбасадата осети потреба барем на символичен начин да се одложи. Не можевме на сите, но ете на тој начин се обидовме да изразиме благодарност на македонскиот народ. Да го поврзам со претходно што го кажував, тоа ниво на односи и блискост е токму причината зашто емотивно реагираме и на гласањето на Македонија во извршниот комитет на УНЕСКО. Секако беше спонтана реакција таква каква што е, тешко го доживуваме тоа. Мислам дека ако тоа прашање решиме на овој начин на кој мислиме дека е најрационален и разумот да превлада со емоциите и дека тоа ќе се реши на таков начин, да им се даде шанса на преговорите. И во оваа пригода сакам да најискрено да им се заблагодарам на македонскиот народ за се што стори во времето кога нас ни беше тешко. Символично реагиравме кога вие имавте поплави, без обзир што ние тешко бевме погодени. Но тоа е сосема разбирливо и таа солидарност и таа блиска соработка е нешто што сигурно ќе трае без обзир на тоа како ќе се развиваат овие други работи. Веќе политичарите можат да ги разберат интересите и свесни се што значат интересите во меѓународни области, но народот реагира поинаку, со повеќе емотивно. Да, кога зборуваме за дискрепанца помеѓу гледиштата на политичарите и гледиштата на народот, и кога зборуваме во основ на хуманоста, најмногу веројатно аспектот на хуманоста е посветен во периодов на бегалската криза. И на политичко ниво, и на хумано ниво, и од аспект на граѓаните кои што имаат подвоени мислења по однос на бегалците и нивниот транзит низ Балканот. Иако ситуацијата сега малку е постабилна, но за разлика од периодот кога не беше стабилна, имаше многу помал број бегалци кои минуваа на транзитот, сега има многу поголем број кој достигнува во одредени периоди дури и до 10.000 дневно.
Дали Србија и Македонија и на дипломатско ниво, и Србија како сама по себе како држава, се способни да соработуваат и да истраат додека оваа криза со бегалците заврши? Jeste, imate pravo, kriza je zaista opšta. Кризата е навистина општа, не е само регионална и европска, туку би рекла дека е и на глобален план. Огромен број има различите аспекти. Има различни аспекти. Првиот и основен аспект кој нас особено не тангира е тој хуманитарниот. Наш прва задача е од како почнат бегалците да доаѓаат во голем број, да им се помогне на тие луѓе, да им се пружа најосновната промош, храна, облека и така натаму. Тој бран е многу голем и како оди зимата ситуацијата се усложнува во смисла дека потребите на бегалците и мигрантите се поголеми. И тоа покажува на некој начин и самиот број го покажува. Ако порано имавме неколку илјади луѓе кои дневно поминуваа низ нашите територии на Македонија и на Србија, сега имаме и бројки од преку 8.000 дневно, што е фантастичен број. Соработката меѓу нашите две држави е добра. Ние имаме добра погранична соработка, вие сте првите кои после Грција од Европската унија влегува во Македонија, влегуваат, потоа доаѓаат во Србија, сите кои што доаѓаат кај вас доаѓаат и кај нас, меѓуто тие се определени да одат понатаму на запад, пред се во Германија, Шведска, Австрија и така натаму. Ние се уште сме само транзитна рута на така наречената балканска рута. Да, се извинувам што ја прекинувам. Мислите дека во тој поглед, например, не постои опасност да речеме доколку Европската унија ги затвори, да речеме, границите, или едноставно го отежне патот кон своите граници, дека бегалците кои би останале на овие територии не постои опасност од тоа? Pa vidite, mislim, mi smo stvarno digli glas protiv. Vidite, nije navistina ko krenavme glas protiv. Baš u kontekstu ono što rekavate дека сакаат да одат. Ograda, zidovi i така натаму. Председник наша влада... Председателот на нашата влада, господинот Вучич, во не знам колку прилики дал изјава дека Србија нема да креват зидови. Имало и такви иницијативи на индивидуалци и на партии, посебно после гласањето во УНЕСКО, но Србија секако нема да крева огради. Оно што ќе мораме да го приспособиме на се повеќе објекти за подолго престојување во зимски услови на бегалци, особено ако тој број расте и повеќе од 8 и 10.000 дневно, бидејќи едноставно невозможно да се абсорбира такав број на луѓе. Ние имавме проблеми на границата со Унгарија, на границата со Хрватска. Тие односи сега во голема мера се нормализирани. Рутата го смени правецот, сега бегалците одат преку Хрватска. Тука успеавме да воспоставаме доста добра комуникација. Сега е воведен и редовен воз кој бегалците ги вози од Шид до Славонски Брод. И тоа само го покажува дека без соработката на сите, но навистина сите во Европа, дека не може кризата ни да се ублажи, а не па да се реши. Сите знаеме каде е главниот извор на кризата, дека не се реши прашањето на војната на Блискиот Исток и од онаму од каде што доаѓаат од Сирија, од Афганистан и другите погодени од војна подрачје, не може да се реши за зборува за решавање на сеопфатно решавање на проблеми. Секако и големи проблеми има и Турција, која на својата територија има околу 2 милиони бегалци. Очекувано е тие во исто време да не тргнат, бидејќи ова е веќе движење на народи, ова не е некои изолирани случаи.
ниту било која земја во Европа може да смета дека бранот нема да дојде до неа, бидејќи маката го тера човекот да се го бара патот и да бара за сониште. Ке паузираме за реклами, па ќе се вратиме во студиото. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. Најмокната заштита сега има нова свежина, 8 нови билки со докажани својства. Жалфија со регенеративно дејство. Еукалиптус се справува со микробите. Лутонане за дополнителна свежина по жеткањето на зъбите. Добро познатата Лакалут Актив формула доби 8 нови активни состојби, кои докажано го подобрува држанието за здрава насветка. Lakalut, die Experten. Во најновата работна сабота релаксирајте се со Димитар Ѓоргиев, Ненад Манойловски и Стефани Тодорова. Гледајте не во 14 часот и 30 минути. Вин-вин со Оливера Трајковска. Четврток, 21 часот. Културна матрица, уметност, естетика, збор, слика, тон, игра, филм, дизајн. Културна матрица, петок, 19 часот и 15 минути. Во денешното издание на 24 за животот, заедно со незината екселенција амбасадорката на Република Србија во Република Македонија, Душанка Дивјак Томич, со која што во почетокот разговаравме околу делот за, да речеме, проблематизирање на одреден дел од дипломатските односи меѓу Србија и Македонија, кога се вклучува тука и дипломатскиот однос на Македонија со Косово, а истовремено делови кои што се однесуваат на бегалската криза, каде што, впрочем, во продолжение ме интересира погледот тука на Србија во контекст на извештаите за напредок на Европската комисија, кои ги очекуваме веќе па долго време. Помина сите рокови кои што се дадоа, со надеж следната седмица дека ќе бидат објавени, колку што ги одложија дополнително. Најмногу кај вас веројатно се очекува измена на поглавието 24 во вашиот извештај, кој што се однесува на правдата, на слободата и на безбедноста, веројатно по однос на бегалската криза и како Србија се справила со бегалската криза. Очекувате ли како држава и други препораки во вашиот извештај со оглед на тоа дека ние како држава па очекуваме многу променет извештај по однос на тоа како кај нас ќе се оценува ситуацијата? Pa moram prvo da vam kažem da mi stvarno očekujemo i imamo доста охрабрување и уверување дека до крајот на годината дека ќе бидат отворени некои поглавја. Но тоа го очекувавме и минатата година, оваа година сметаме дека остваривме напредок во многу делови. Едно од прашањето е и третманот на бегалците, хуманиот третман, почитувањето на човекови права сигурно ќе најде одрази во извештајот, но за жал 35-тото поглавие, кое што за другите кандидати во главно е останатите прашања, за нас стана суштинско и главно прашање, бидејќи тоа го третира прашањето на односите со Приштина, тоа со Косово. Тоа е како ќе оди редоследот, дали тоа прво ќе биде прашање што прво се надевам дека 24-тото и 3-тото се отварат први, другите се процедурално и уште помалку захтеваат време и така натаму, но тоа е прашање кое е суштинско, а тоа фактички значи спроведување на Бриселскиот договор,
што се однесува до нас, тоа можеме аргументирано да го потврдиме, дека ги исполнивме сите врски што ги подпишавме во Брисел. За жал, Приштина не. Едно од сериозните прашања е прашањето за заедниците на српските општини, кој е веќе 2 години од како е подпишано дека ќе се работи на тоа. Се уште ништо не е направено. Дури напротив, во последно време гледаме дека постојат некои активности кои се уште се насочени да се одлага тоа прашање. Како ќе гледа на тоа Европска унија, дали ќе го посматра со толеранција, не знам. Но ние инсистираме тоа да се примени што поскоро, бидејќи сметаме дека треба да се премине и на другите прашања, да се отворат и други прашања, бидејќи тоа е интерес на граѓаните на Косово и Метохија. Зборувајќи околу извештаите за напредокот и кризите во комбинацијата, мислите ли дека Република Македонија ќе биде уназадена во извештајот, уназадена во смисла на тоа дека се очекува од трите опции кои што се дадени за Македонија, кои се зборуваат впрочем низ кулуарите, да добие условена препорака за отпочнување преговори за членство. И како дипломатка која веќе скоро 43 години, мислам, сте во дипломатијата, од потек на земји од Кина до САД и многу повеќе измеѓу, како го оценувате справувањето со правно-политичката криза во Република Македонија во која што сме, или неможноста за справување на 4 политички партии преговарачи за време на кризата, раководени под медијација на странски дипломати, а каде најчесто пак од таа страна доаѓаат вперени прсти кон владеачката ВМРО ДПМНЕ и премиерот Никола Груевски? Па јас сам веќе нагласила да е веќе нагласив дека навистина е наш интерес Македонија да стане стабилна. Мислам дека оваа криза е малку премногу долго трае и дека во интерес на самите вас, граѓани и државата Македонија, би било добро таа што поскоро да се реши. Ние сме непосредно вклучени во преговорите. Пред се тука е Европската унија, се обидува да се таа криза навистина да се надмине и да се исполне она што е подпишано. Договорот во Пршина, тоа што поскоро да се исполни и да се почитува тој редослед на потези како што е подпишано. Не можам да кажам каков ќе биде извештајот на Европската унија, можеби тоа што се одлага постојано објавувањето на тој извештај, можеби тоа представува на некој начин шанса сепак да се постигне договор, па потоа Европската унија сепак да може да верификува дека е завршена работата која е била задачата, што представува договорот од Пржина. Одложувањето се смета дека доаѓа поради Турција и бегалската криза и дека нашите се веќе запечатени. Така. Па врло е могуќе. Како ќе тоа да биде, не знам, каков ќе биде, не знам, но ќе биде порака на Европската унија, како тие гледаат на исполнувањето на обврските. Сигурно на некој начин ќе биде покана што поскоро да се надминат сите проблеми кои се причина заради која извештајот е таков како што е. Како дипломатка и амбасадорка на Србија го представувате и се разбира мислењето на самата држава околу целата ситуација, но како гледа српскиот народ со оглед на испреплетеноста која што имаме историски и поврзаноста веројатно? Имате баш за едно интервју, ми се чини кажано дека од прилика 30% од македонските граѓани имаат нешто свое во Србија. Како гледа српскиот народ на целата оваа криза во Република Македонија? Имате ли од прилика идеја? Па не могу да вам кажем како гледам, знаете. Да ви кажам како гледа. И српски народ има пуно српскиот народ има се забавува, се занимава со своите проблеми, ги разбираме и вашите проблеми, бидејќи во некои работи проблемите се истите. Сигурно сум дека српскиот народ сака што побрзо да ги надминеме проблемите едните и другите и да застанеме на тој
цврст камен кој се нарекува пат кон членство во ЕУ. Во тој контекст не можам да кажам дека тука нема некоја конкуренција. Секој од нас има своји задачи, секој е специфичен на свој начин. Ние имаме своји проблеми кои се специфични, кои не се ваши. Вие имате своји. Но сигурно da narodu će sigurno biti mnogo draže da vidi da Makedonija napreduje, да види дека Македонија напредува, бидејќи она што го реков е точно, некаде 30% на граѓаните на Србија и Македонија се поврзани на еден или на друг начин. Родбински врски или бракови, тоа се цврсти врски, тоа не е нешто што priča, nego stvarno suštinski su povezani i jedni drugi. Jedni drugima mogu samo da žele dobro. Само да се посакаат добро. Во поглед на интересот, да речеме, на двете земји за политичките случувања и за се она што настрана од билатералата, значи самиот интерес на медиумите и на самиот народ, српските медиуми има особен интерес и имаат се уште за се она што се случува во Република Македонија, особено по случувањата во Куманово, Караулата Гошинце и многу често се случува дури и ние медиумите од тука да дознаваме одредени информации од српските медиуми кои веројатно имаат своји по различни канали, но на страна тоа. По привременото приведување на поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијелков, во чии што посет беа пронајдени пиштол, хируршки ракавици и резервна муниција, беше многу набрзо потоа ослободен од белградскиот аеродром, од српските власти. Дали беа запазени сите меѓународни стандардни процедури од правен аспект и како го оценувате сето тоа? Da vam iskreno kažem što se tiče toga... Što se odnesува do тој инцидент, знам колку што е ви од медиумите. Сигурно е тоа дека е испочитувана законската процедура. Дали има некој, дали фалало нешто или не можам да ви кажам, но како тоа, кои се вистинските причини или не, тоа сигурно ќе го објаснат тоа непосредно заинтересираните во ситуацијата. Не можам тоа да го искоментирам. Што се однесува до нас, важно е дека немаше понатамошно усложнување на ситуацијата, дека тоа е оставено на правосудството да го разреши случајот, а каков исходот ќе биде, не знам. При крајот некаде на емисијата имаме уште отприлика 3-4 минути за разговор. Како го оценувате изборот на македонската опозиција? Борејќи се да ја симне актуелната партија од власт, тоа да го направи преку нелегално стекнати аудиоматеријали, кои подоцна со оглед на бомбастичноста, бидејќи се нарекуваат нели политички бомби, со оглед на бомбастичноста во содржината на разговорите, тие стана јавен интерес како ништо друго претходно што не станало јавен интерес во Македонија, па и пошироко во регионот, и кои веројатно ќе треба да се третираат на посебен правен начин, токму и затоа и се разгледуваат тие целата оваа криза. Како вие го оценувате? Овде ме интересира пристапот на една опозицијска страна да направи преврат во власта. Pa slušajte, to je glavni zadatak opozicije. To je главната задача на опозицијата во секоја демократска држава. Со кои средства тоа ќе го оствари, тоа е друго прашање. Дали тоа се легални или не се легални средства, тоа е работа на проценката во секоја држава. Ако ме прашувате мене, мислам дека тоа пред се ќе го реши самиот специјален обвинител, во чиј мандат влегува целата таа проблематика на законско стекнување и незаконско стекнување на ефектите и така натаму. Тоа е работа на македонското правосудство кое треба да го процени. Она што е сигурно е дека тие бомби кога веќе излегува во јавност, оставија трага во јавност. И како тоа понатаму ќе се третира, тоа е работа на правосудството. И за крај, едно прашање кое што постои, кое веројатно со оглед на секуларизацијата на државите и на црквата не можеме ние да го разглобуваме во детали, а тоа е прашањето на спорот меѓу МПЦ и СПЦ, Македонската православна црква и Српската православна црква. Нема да завлегувам во тој дел во детали, само ме интересира дали постои исполитизираност на ваквиот спор и колку тоа е прашање само на црквите или е на општо политиките на двете држави?
Što se tiče nas... Što se odnesува до нас, ние во крајна линија и двете држави сме секуларни, како што рековте. Меѓуцрковниот спор има своји законитости, процедури на решавање, каде што државите не се ни повикани, а не можат ниту да влијат. И тој спор ќе се решава во согласно со тие канонски закони. И она што е сигурно е дека еден таков спор кој што е чувствителен за македонскиот народ, сигурно дека има влијание и ефект во пошироката јавност. Значи ги надминува рамките на црквата, што се однесува до државното раководство на Србија, во повеќе наврати е тоа јавно кажано. Во рамките на надлежностите на државните органи спремни се ако се сеќавате на посетата на председателот Николич овде во 2012 помогна да се создаде атмосфера за да дојде до диалог. А меѓуцрковниот диалог е нешто на што државите не може да влијат, бидејќи тој се одвива во согласност со црковните канонски закони. Амбасадорке Дивјак Томич, искрено ви благодарам за честа што ни ја укажавте, што бевте гостинка во нашето студио и ви посакувам успешен мандат до 2017-та, до кога што и вие мандатот во Република Македонија. Хвала вам најлепше што се ме позвали, заista што ме поканивте, навистина ми е посебно задоволство што имав шанса да кажам некои наши ставови, клучни ставови. Тоа е добро, бидејќи мислам дека меѓусебното запознавање што подобро води кон подобри односи. Јас сум секогаш расположена за диалог на сите теми и ви благодарам. Ке го имаме тоа на ум, дека сте расположена за диалог. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што не следевте во текот на денешното издание. Доколку нешто сакате повторно да преслушате по однос на денешното гостување на амбасадорката, тоа можете да го направите на www.24vesti.mk, па за некои 40 на минути веќе во категоријата емисии да ја прегледате повторно емисијата или споделите со некого. Пријатно од мене.